Благодарност за хорот Ангелски глас за оваа прекрасна изведба заедно со Олја Алексовска, која што ќе се вклучи во разговорот заедно со Сузана Костадинова. Добро утро, добро ни дојдовте во студиото. Благодарам. Среќни празници. Христос се роди. Вистина се роди. Така. Преубав поздрав кој што неколку дена ќе го кажувам. Така. И заслужува, затоа што верата треба да не следи. Или барем би требало, или барем би требало. Сузана, како успевате во ова современо време да обстои, како успевате да ја одржите ова организација, ќе кажеме, да обстои овој хор? Најдувате ли на разбирање кај членовите? Имате ли доволен број на членови? Имате ли доволно материјал за работа? Да, иако хорот постои нели од 2002 година, веќе четврта генерација е. После ковидот направивме голема пауза и се смени целосно генерацијата. Претходната генерација, значи Олја е представник на претходната генерација и можам да кажам дека не е лесно да се дојде до дечиња
кои што ќе сакаат да застанат да пеат, да бидат редовни на пробите, но овдека се родителите. Јас можам да кажам дека тие се главните носители на хорот. Како и нели организаторот и хороводител. Имаме хороводител на хорот. И тоа е заслугата на и желбата да се продолжи понатаму. Да, велите музика која што е инспирирана од Библијата. Да. Каде ги наоѓате стиховите за овие песни? Автор на претходната песна сте вие? Да, текстот го напишав јас, инспирирана од мојата ќерка со посебни потреби. И пред да ја красим елката, едноставно си седнав и размислував нели како таа ќе го доживее Божик ако нема музика. Бидејќи Божик, еден дел од славењето на Божик е и музиката. И ја напишавме, Андријана ја напиша преубавата мелодија. Олја, како малечка од претходната генерација, ја пееше и сега направивме како мало освежување, веќе со повозрасен глас. Како ја доживуваш со оглед на тоа што интерпретацијата беше прекрасна, Олја, ти оваа нумера? Тешко е, лесно е да се изведува ваков тип на музика? Не е тешко кога е од душа. Па пред 6-7 години, кога ја прв пат снимана песната, нормално тогаш сум била дете и не сум ја осеќала ниту текстот, ниту музиката како сега. Но сега кога веќе разбирам зашто точно станува збор, навистина е преубаво и посебно чувство. Да, сега си малку повозрасно дете, прва година студент на опера, ти честитаме за уписот и очекувањата се кои, што од образованието понатаму? Па се надевам дека ќе можам да успеам најпрво тука, нели, во одсекот на оперското пеење. Добро. Што е она што ја краси оваа музика, Сузана? Што е она што, ете, како вовет им го кажувате на сите дечиња кои што ќе дојдат, кои што ќе посакаат заедно со родителите, нели? Ќе посакаат да бидат дел од овој хор ангелски глас. Да, бидејќи музиката е инспирирана од Библијата. На прво место им кажуваме дека се што е создадено и направено, дека и тие, како што се дојдени на свет, е од Создател кој што ги овозможил, нели, да дојдат и ги поставил тука на земјата да го живеат животот достоен, да живеат живот чесен, морален. Им ги кажуваме значи моралните кодекси на Библијата и полека ги запознаваме со верата, нели, како треба да се однесуваат добро спрема лошо, како да ги слушат родителите. Но најмногу јас повторно ќе спомнам родителите, тие ги воспитуваат во начелата на Библијата. Значи знаат да им ја читат и таа моја прва Библија на почеток, нели, да ги запознаат со расказите, со приказните и сите тие поучни приказни како Давид и Голијат или не Ное со животните да ги применат во нивниот живот, дека и покрај нели бурите во животот како Ное Господ го спасил. Давид нели и Голијат знаеме приказната, Господ му помогнал на едно малечко детенце да го победи џинот. И така да ги имплементираме сите тие раскази во секојдневниот и во нивниот живот. Дали повозрастните ги знаат овие моменти, а дали по-младите ги прифаќаат? Не е лесно. Бидејќи ова време сега е време на наплив на информации, време на наплив на се и се што. Нема скоро никакви филтри нема за ништо практично што стига до ушите и до очињата на помладите. Како се снаоѓате тука во тој простор? Значи, тоа може да кажат родителите, јас веќе моите деца се возрастни. Добро, но и вие со деца работите, така што... Да, значи, им ставаме можности да одберат што е добро за нив, што е зло. Најчесто кажуваме дека интернетот може да се користи за добри цели, но најчесто... како потреба за современ живот, но... Да. Како да се одбранат, не знам точно да ви го објаснам тоа, но знаат да препознаат лоши зборови, нели кога има вулгарни зборови, значи им ги кажуваме да внимаваат на речникот, на вокабуларот. Го прифаќаат ли тоа помладите, поновите генерации? Ова се дечиња тука родени 2015-та, да, не знам, треба дечињата, 2015-та. Да, некојаш дискутираме, разговараме, не им ја лесно,
заради тоа што знаеме дека и во училиштата има дечиња кои што сакат да ги повредат и преку пораки, преку мобилните или мобинг или да ги злоставуваат со лоши зборови. Ние им кажуваме дека и кога ќе се соочат со такви работи, нека го кажат тоа, нека се помолат, Господи помогни ми, нека разговараат со родителите и некојаш и со стручни лица како што се психолози, да си побарат, но не е лесно. Да. Олја, лесно ли е на една повозрасна хорска пејачка да им помага ли прво на помладите генерации што доаѓаат, соработувате ли на ниво во генерацијска разлика? Секако дека да, јас обожавам дечиња и секогаш сум спремна да помогнам каде што треба. Сите можам да кажам дека се спремни секогаш да научат се. Ги прифаќаат ли советите од возрастните? Секако. Тоа е добро. Имате, Сузана, снимено и неколку албуми со хорот? Имаме 3 божикни албуми снимано и еден обичен како албум за секојдневен албум, како што е за благодарноста, за убавината на животот и така. Соработувате и со познати имиња од нашата естрада? Соработувавме до сега со Андријана и некако ни е најдобар соработник и не би сакале да ја менуваме, но сме спремни. Последната песна беше само освежена во студио Кларион, со Олја како повозрасен глас, и спремни сме и за луѓе кои што ќе сакаат да соработуваат. Добро, да ни дават песни. Вие изведувате и песни од познати македонски автори и интерпретатори? Од Тања Станковиќ. Значи имаме песна од Андријана Јаневска, Дарко Јовановски, Стефани Барбутова, дел од нив се родители. Така да, за сега толку, би сакали и повеќе. Имате ли некои редовни настапи на домашната сцена? Имавме порано, Дали можеби соработувате на меѓународен план со некого? Значи бевме поканети во Бугарија веќе на 2-3 овие што се фестивалчиња детски, но ковидот ни спречи и застанавме. Да, тоа беше нешто што го очекувавме и за жал, ајде сега со нови сили се надеваме дека ќе сме поканети во соседството, значи во Грција, во Бугарија, ќе видиме, не знам. Добро. Но ни требаат повеќе дечиња. Колку дечиња имате моментално? 16 дечиња, значи бидејќи за божикните празници не се овдека и дел се болни, за жал не можеме да ги собереме наеднаш. Грипот е актуелен во овој период. Да. Добро, имате некои редовни настапи и концерти годишни како значи имавме годишен настап, последниот беше во Даут Пашин Аман, беше преубаво, самата сала, ехото што го дава, како секојдневни песни, дел од библиските, песни инспирирани од Библијата и од како Ода на радоста што е Бетовен и така. Добро, практикувате да изведувате песни кои што се актуелни на Божич и на Великден? Да, сметаме дека тие празници се најголеми и најмногу можност за да можат децата и да се слободни, да имаат и денови на слобода, за да можат и да ги ставиме да настапуваат. А и Божик и Великден се најмаркантни празници и најмногу се застапени во нашиот репертуар. Да го финишираме разговорот со пораката што практично хорот сака да ја испрати на помладата популација и воопшто на сите луѓе. Да, значи целта е да можеме со самите песни не само како песна да се изведува, туку и да се слави Господ, да се слави верата, да се слави љубовта и надежта. Целта е да продолжат да бидат верни христијани, не само на хартија, но тоа да излегува од нивните срца и да станат добри, достојни граѓани на нашата земја, убава Македонија. Сузана Костадинова, детски хор Ангелски глас, ви благодариме. Олја Алексовска исто така ти благодариме на тебе. Ќе имате уште една нумера, дојдете дечиња во Витлеем, ќе ја изведете заедно или дечињата сами ќе? Дечињата сами ќе изведат. Таа песна е од 1794 година. Стара песна и се надевам дека ќе се опуштат децата и ќе ја пеат од срце. Ајде. Повелете. Да.
честно